Со новите измени на Законот за патиштата, првата помош е вратена во Црвен крст. Сите заинтересирани кандидати за возачи кои сакаат да полагаат прва помош, истото може да го направат и да дојдат во просториите на Црвен крст. Целокупната одлука ги опфаќа начини на пружање на прва помош и се тоа со цел за да возачите се спремни за да доколку се случи нешто можат да помогнат некому. Целокупната обука трае 4 дена, од кои што 2 дена се теорија плюс 2 дена пракса и потоа тестови. Безбедноста во сообраќајот е многу важен сегмент од секојдневното живење, затоа што на некој начин сите сме учесници во сообраќајот. Токму затоа СВР Куманово во рамки на редовно работење на своите организацијски единици секоја година во своето работење како еден од приоритети за работа ја зема и областа на сообраќајот и со превентивни и со репресивни мерки. Денеска е една од тие планирани активности кои што постојано ги спроведуваме на различни подрачја, не само во општина Куманово, туку на цела територија која што ја покрива СВР Куманово. Денеска заедно со активисти на општинска организација на Црвен крст Куманово укажуваме на последици од непочитување на сообраќајни правила и прописи, а тоа е укажување на прва помош по случај на сообраќајна незгода. Значи целта е да се јакне свеста кај сите учесници во сообраќајот за безбедно учество, за почитување на сообраќајните правила и прописи и на законска одговорност за укажување на прва помош, но не било каква прва помош, туку навремена и правилна прва помош, затоа чесопати се случува да и укажана помош всушност може да направи уште поголеми последици. Токму затоа и се направени измените во Закон за безбедност на патниот сообраќај во член 281 став 6, каде што од 1 февруари со овие законски измени започнува настава за обука на кандидати за возачи во делот на полагање на прва помош во рамки на организацијата на Црвен крст, каде што стручни лица, лекари со соодветна лиценца, сето тоа ќе го контролираат и ќе ги издават тие потврди на кандидати за возачи, со што цениме дека ќе има поголем квалитет и правилно насочување и обучување за ова прва помош. Ние сите како учесници во сообраќајот може да ја укажеме доколку за тоа се случи. Значи би сакале со ваквите активности да се намали бројот на сообраќајни незгоди, бројот на повредени лица, бројот на жртви и секако помала материјална штета да има. Инаку следна активност во оваа област ќе биде посветена на денот на виното, каде што повторно со една слична ваква поканесна вежба ќе се укаже на тоа дека е дозволено алкохол да се конзумира, меѓутоа да не се управуваат патнички моторни возила или било какво возило кога сме под дејство на алкохол, за да бидеме и ние безбедни и да бидат безбедни и другите учесници во сообраќајот, затоа што за безбедноста не е битно само еден да почитува, мора сите да почитуваме и да бидеме безбедни. Благодарам.